Топ тема на ваша страна. Добро вечер. Вечерва интервју со министерот за здравство Венко Филипчев во вам веќе добро познат формат на ваше интервју. Бидејќи за состојбите во здравството, ќе одговара и на ваши прашања поставени преку социјални мрежи, како и на дел од прашањата што ги добивме од асоциации на пациенти и граѓански организации кои го следат здравствениот сектор. Facebook страницата на Топ тема на ваша страна, како и мојот Twitter налог се отворени уште во следните 20 минути за вашите прашања, за да можеме сите да ги сублимираме и да се обидеме да ги одговориме. Министер, добро вечер и добре дојдовте во Топ тема на ваша страна. И би почнале со она што денеска дојде како новост, на нова најава од страна на премиерот Заев во одговор на пратенички прашања, дека од 1 јануари 2019 година ќе има бесплатно болничко лекување за сите граѓани. Што значи ова? Тоа е исполнување на владината програма која што почна пред неколку месеци со ослободување на партиципација на една критична загрозена група на граѓани, тоа се децата до 18 години, чии што родители се приматели на парична помош. Со тоа ние само најавивме како прв чекор дека ќе одиме кон исполнување на нашето ветување, а тоа е дека болничкото лекување ќе биде бесплатно за сите граѓани на нашата земја. Што значи тоа, да бидеме попрактични за пациентите и сите оние граѓани кои што биле по болниците, нема да се плаќа партиципација? Да, тоа значи дека како што сега овие деца на приматели на социјална помош до 18 години не плаќаат партиципација, од 1 јануари 2019 година тоа ќе важи за сите граѓани на Република Македонија, без разлика на тоа во која болничка установа се лекуваат, без разлика на тоа колкава е сумата на извршената услуга согласно на начинот на наплатување според DRG системот, тие нема да плаќаат апсолутно ништо. Министре, ова оде паралелно со уште едно ветување, тоа е од 1 јануари 2019 година. Платата на лекарите за специјалисти да биде до 100.000 денари. Ако досега говоревме дека јавното здравство е бунар без дно, од каде сега пари за сето ова? Јавното здравство за да расте, за да напредува, за да се надградува, за да даде нови услуги, за да има нова инфраструктура, треба да добие дополнителна сума на пари. Значи, во јавното здравство треба и мора да се инвестира. Има ветување на оваа влада дека платата на лекарите специјалисти за мандатот од 4 години ќе изнесе 100.000 денари. Меѓутоа, ние тоа ќе успееме да го направиме многу порано. Првиот чекор веќе се направи. Преку зголемување на сумата за дежурства и за ноќен труд, платата на лекарите специјалисти се зголеми во зависност од струката во која работат и јавната здравствена институција во која работат. Најмногу тоа го осетија докторите во клиничкиот центар, нешто помалку во другите болнички установи ширум земјата се зголеми за помеѓу 20 и 40% од тоа што дотогаш го зима како сума на пари заедно со дежурствата. Се зголеми и ноќниот труд на сестрите, 70%. Можеби како сума на пари не е доволно, но тоа е исто така само првиот чекор. Сега не знам колку е доволно ако порано било 200, сега да биде 458 денари. Сестрите се еден многу значаен сегмент од нашиот здравствен систем. Тие извршуваат многу тешка и одговорна работа. До сега платите беа навистина мали, но ова е еден прв чекор со кој што платите преку зголемување на ноќниот труд се зголемија и од 1 јануари 2019 година ќе следи следен брат на зголемување на сите примања. Борете, министре, тоа се предизборни ветувања, меѓутоа прашањето од каде сега најднаш пари, бидејќи да ветите од 1 јануари 2019 година бесплатно болничко лекување за сите граѓани, тоа е голем проект за здравствен систем за кој што до вчера говоревте вие дека тоне во долгови и сите признаваат дека е бунар без дно, едноставно ги снемува парите како со магично стапче. Се уште се долговите присутни. И затоа само со едно домаќинско работење, со еден нормален планиран начин на исплата на долговите, со дополнително финансирање од буџетот на Република Македонија, кој што го финансира Фондот за здравствено осигурување, но и буџетот на Министерството за здравство, сметаме дека ќе успееме и да ги надминеме предизвиците со кои што се соочуваме и конечно ќе тргнеме кон патот на градење на модерен здравствен систем во нашата земја. Во секоја земја на светот, само дополнителна инвестиција значи поквалитетна здравствена услуга и позадоволни доктори, а врз основа на тоа и позадоволни пациенти. Значи парите се очекува да стигнат од буџетот на Република
Македонија, впрочем, и сите анализи укажуваат на тоа дека процентот кој што доаѓа од бруто домашниот производ во нашата здравствена каса треба да се зголеми и мора да се зголеми за ние да имаме видливи резултати. Веќе почнавме. Првиот чекор е зголемување на платите преку дежурствата, ќе продолжи со ослободување на партиципацијата, а со зголемување на инвестициите и понатаму планираме и нова инфраструктура, планираме нова опрема, планираме дополнителна едукација на сите на целиот персонал кој што работи во здравствениот систем. Ќе почнеме тема по тема, бидејќи имаме и многу прашања и од граѓани и од невладини организации. Генерално, она што го најавувавте на почетокот е еден сосема нов имидж, но чувството е дека за сега се случуваат парцијални промени во кои што не може да се препознае општата слика за трансформација на јавното здравство. Не е лесно да се смени перцепцијата. Ниту е лесно да се смени целокупниот систем. Нашиот систем треба да се смени од корен, затоа што влече историја од многу одамна. Во меѓувреме се случиле многу работи, многу нови здравствени технологии. Се намалил бројот на лекарите. Потребна е еволуција на здравствениот систем, но некојаш и револуционерни постапки. Не може да се смени сликата преку ноќ и затоа сме многу свесни. Затоа преземавме многу радикални чекори, јас би рекол чекори кои што не се презема во здравствениот систем, а требаше веќе повеќе од 20 години. Кои, например, велите револуционерни чекори? Освен зголемувањето на платата, се плати и специјализантите кои што до сега работеа без пари. Се донесе одлука да се смени локацијата на клиничкиот центар. Сите досегашни анализи правени од страна на странски агенции, банки и така натаму укажувале на тоа дека предност е да се смени локацијата на клиничкиот центар. Зашто? Заради тоа што овој постоечки клинички центар не може да даде, нема инфраструктурна можност да даде модерен тип на квалитетна здравствена услуга. Заради тоа што таа здравствена услуга треба да е интегрирана во нормалните богати развиени земји. Тие здравствени услуги се даваат во една единствена установа како физички одвоена зграда во која што пациентот после самото влегување ќе има можност да добие диагноза и лекување во најбрз временски период. На тој начин се елиминира можноста од компликации. На тој начин се дава квалитетна здравствена услуга. Се штеди време, а секако дека се штедат средства. Затоа би рекол дека ова е една од најзначајните одлуки која што ја донесе оваа влада, одлука која што требаше да се случи многу порано, затоа што ако се случеше многу порано, ние сега ќе имавме многу понапреден здравствен систем. Ајде сега тогаш, нека биде ова првата тема околу клинички. Кога сето тоа планирате да се заврши, бидејќи очигледно дека самиот проектантски процес ќе трае многу долго. Ќе повторам дека сме свесни дека ќе земе време, повеќе од колку што ќе требаше ако клиничкиот така наречен клинички центар се градеше на оваа локација, но веруете дека вреди да се почека. Сме чекале толку време, нема смисла да избрзаме и да направиме грешен чекор, при тоа да добиеме несоодветно решение. Требаше да стопираат сите постапки за почеток на градење на таа нова зграда во склоп на клиничкиот блок, па да се сменат плановите преку Министерството за транспорт и врски, да се направи ажурирање на подлоката, да се испита земјиштето, геолошки да се испита, сопствена работа имаат и други агенции, се направи мултисекторска работна група во која што членуваат членови на клиничкиот, на Министерството за здравство, на Министерството за транспорт и врски, на Агенцијата за катастар, понатаму на Агенцијата за заштита на споменици со културно наследство, и сите тие, градот Скопје и општина Карбош, и сите тие работа заедно, секој се уврши својот дел од работата со цел да што побрзо бидеме спремни да го почнеме, да почне постапката за идено решение на клиничкиот центар. Што значи тоа побрзо и некаква проекција за завршување? Многу е неблагодарно да се даде прецизна временска рамка. Според сегашното одвивање на работите, за негде година до година и пол, мислам дека ќе може да почне со проектирање, а после тоа со почеток на градбата. Јас верувам дека негде за период од 5-6 години ние може да имаме модерен, соодветен, нов клинички центар во кој што сите граѓани на Република Македонија ќе добијат квалитетна здравствена услуга. Не парцијално решение, кое што повторно нема да ги задоволи барањата и потребите на граѓаните. Болница се дизајнира и се димензионира согласно точно утврдени постапки.
Постојат економски анализи на здравствени технологии. Ние мора да знаеме каква услуга таму треба да добијат пациентите, колкав простор за тоа е потребен, колкав број на кревети кои што ќе бидат максимално искористени. Сето тоа треба да дојде од стручната фела, треба да дојде од полиси мејкерите и сите заедно да одлучиме каква форма на болница ни треба за тоа да не служи у следните 50 до 60 години. Сепак дилемата е дека и ова некако звучи како интересна, убава приказна, а ние во минатото бевме свесни на многу фотосесии со нова, модерна опрема, од која што дел се уште стои неотпакувана. Дел е отпакувана, но за неа нема кадри и постојано македонското здравство со вакви експерименти тоне и тоне кон своето дно. Што е сега она што треба да ги увери граѓаните дека овој пат ќе биде поинаку? Бидејќи последните анкети покажуваат дека и натаму, например од сите владини ресори, најголемо незадоволство има во здравството, најниска оценка за работата има во здравството. Значи, она што секојдневно го чувствуваат граѓаните е и натаму не негативна перцепција, веројатно негативни искуства. Не ми изненадува дека е тоа така, затоа што пак ќе кажам, нема магично стапче кое што ќе ги смени работите. Ова било еден континуиран систем на неводење грижа, на несистематско работење, на неводење грижа за кадрите, на непланско купување на опрема. За вие да купите една опрема или за да имплементирате една нова метода, потребно да се направи економска анализа на медицинските технологии. Тоа значи дека мора да знаеме дека од секоја опрема која што Министерството планира да ја купи за било која установа во јавниот здравствен систем, треба точно да се знае за вредноста која што ќе се плати, каков бенефит ќе имаат пациентите. Дали е тоа нешто за што ние имаме трениран и спремен кадар? Дали е тоа соодветно избрана локација? Замислите, има неколку акцелератори купено за кои што во установите за кои што се планирало да бидат поставени, воопшто нема кадар. Ние сме држава од 2 милиони луѓе. Направивте ли попис што е тоа што го има, е нефункционално, бидејќи еден од најголемите проекти е во наша близина 5 центарот, па не функционира, се планираше тоа да биде регионален центар и сега се наоѓаме во ситуација на најмладите, болни од тешки болести, се соочува и самата институција со немање на реагенси и основни средства за работа, а се најавуваше како еден мега проект кој што ќе го крене не само македонското здравство, туку ќе биде носител на секторот и во регионот. Така како што е димензиониран, isproектиран и испланиран, тоа е само една голема инвестиција, меѓутоа работи само со 3 до 5% од капацитетот. И додека го правиме овој план за сериозно планирање, анализа врз основа на соодветна методологија, која што е восстановена од соодветни високо развиени земји во Европа и во Америка, така планираме за овие установи кои што веќе функционираат со неискористен капацитет да направиме некој нов модел на функционирање. И конкретно да ви одговорам за 5 центарот, со оглед на тоа што постои апарат кој што произведува посебни радиоактивни изотопи кои што понатаму се користат за испитување и за снимање на пациентите. И токму тој апарат работи со многу мала искористеност, од 3 до 5%, заради тоа што прво нема доволен број на кадар, понатаму нема доволно ниво на експертиза за тоа да се промовира. Планираме проект за приватно јавно партнерство со странски компании кои што би биле заинтересирани да го преземат делот на производството, да го дигнат до 100%, и со нивните маркетинг авторизации да започнат продажбата на тие радиоактивни изотопи на секаде низ регионот, а ние да продолжиме да го оперираме делот со диагностика за нашите пациенти. При тоа ќе имаме и за нас поголема количина на радиоактивни изотопи кои што може да ги аплицираме и за други индикации на нашите пациенти, значи ја привлечеме поголем број на пациенти од други диагностички групи, а при тоа од продажбата на радиоактивните изотопи државата нешто и да заработи. Што е со планот за спојување на клинички центар, односно рационализација на трошоците? Го најавивте како приоритет, се уште нема ништо? Работи работната група составена од членови на повеќе клиники и мислам дека веќе до септември ќе имаме контурата на тоа како клиничкиот центар треба да изгледа. Има две опции, дали да биде повторно една единица или да бидат неколку единици кои што ќе бидат обединети интерните клиники, хируршките клиники и тие кои што имаат некоја друга специфична дејност. Што е суштината? Суштината е да се постигне функционален апарат
кој што ќе има интеграција, кој што ќе функционира како една хомогена заедница, но при тоа нема да се изгуби функционалност и автономноста на некои делови од клиничкиот центар, тоест на некои клиники, а на тој начин да трпи работата. Значи, тие две опции се елаборираат, се евалуираат. Знам дека зима време, но вреди да се почека за да не избрзаме со некое несоодветно решение. Дали тоа чекање е резултат на стручните анализи или на она што се говори резултат на политички несогласувања и пазарења, бидејќи знаеме дека директорските функции се делат и по партиска основа, дека секоја клиника сега си врши собствени набавки, тоа пак повлекува лични релации со одредени веледрогери, да не речам бизниси, провизии, корупции и така натаму. Со тоа што вие го предлагате, тој простор многу би се стеснил од една страна, но од друга би се сконцентрирал во раце на мал круг луѓе. Опасноста од тие игри кои што постојат сега или одлевање на здравствениот денар низ тие разни тендерски процедури заткулисни и секакви е двојна. Во еден момент мора да го направиме чекорот напред. Интеграцијата на клиничкиот центар мора да се случи заради тоа што тоа значи модерна, интегрирана здравствена установа. Иако ќе биде понатаму во павилјонски тип, иако нема да функционира све во една зграда, функционалноста, која што ќе елаборираме дали ќе биде како една целина или на повеќе одделни целини, мора да се подобри. При тоа, во однос на набавките, планираме централизирање на набавките без разлика на тоа како во моментот функционираат клиниките, дали се поединечни или се организирани во клинички центар, заради тоа што тоа не е сугерирано од многу сериозни меѓународни институции, тоа се модели кои што веќе се имплементирани во наши соседни земји. Тоа го направила Хрватска, тоа го направила Црна Гора. Што значи централизацијата? Централизацијата значи дека ќе бидеме способни за поголема количина на било какви материјали или лекови кои што ќе се набават, да постигнеме пониска цена. Понатаму, тоа значи дека ќе имаме подобро планирање на тие лекови или материјали, да не дозволиме со централизацијата од сега понатаму, да не дозволиме да има дефицит било кога понатаму, дали на лекови, дали на било какви материјали за нашите пациенти. Не можеме тоа да го постигнеме кога постојат многу магазини, кога постојат многу набавки. Тоа се искуства од соседните земји, но не само од соседните. Тие ги копирале искуствата од многу развиени земји и веќе се чекор пред нас, кои што покажале одлични резултати. Планираме сериозно менување на тендерските постапки со цел да обезбедиме соодветни резерви на специфичните лекови и материјали, за да бидеме обезбедени дека нема да се створи дефицит во нашата земја од сега понатаму за било кој лек или материјал. Најавеното вклучување се извинувам на граѓанскиот сектор во тендерските процедури е трајна определба или е адхок одговор на обвинувањата за лични интереси, за ваши лични интереси со одредени веледрогери? Вклучувањето на граѓанските организации и на здруженијата на пациенти веќе е процес кој што се случуваше во Министерството неколку месеци назад, веќе од моето доаѓање. Ова е само објавување на тој наш став, нешто што во континуитет ќе се спроведува и понатаму. Ниту има што да се крие, ниту има некакви заткулисни игри. Сите граѓански организации, сите здруженија на пациенти се поканите да учествуваат не само во тендерските постапки, и тоа во секоја фаза на тендерската постапка, не само во работата на стручните комисии кои што се дел од тендерските постапки, ниту пак на самата постапка што значи евалуација на понуди и така натаму, туку и на претходниот процес, а тоа е планирање на количините. Заради тоа што токму граѓанските организации и здруженијата на пациенти знаат што им е потребно, знаат со какви проблеми до сега се соочувале. И ние токму на тоа сакаме да одговориме, да излеземе во пресред, да бидат дел од целиот процес што се однесува до планирање, набавка, евалуација на количините. Па тие луѓе најдобро знаат кога и како има нови лекови на пазарот, тие се одлично поврзани со други здруженија во развиените земји. Од здруженијата на пациенти и од граѓанските организации, кои ги вклучивме на многу нивоа веќе во Министерството. Процес е тоа кој што трае веќе повеќе месеци и ние научивме. Затоа што сакаме да ги задоволиме нивните потреби, а не да даеме наметното решение.
Тука одиме и со првото прашање, бидејќи веќе навлегуваме и во тој дел, некако се поврзуваат прашањата. Првото прашање доаѓа од Health Grouper. Имаме 3 прашања од нив, да ги слушнеме. Health Grouper ја следи состојбата со задоволство на пациентите од здравствениот систем во Македонија веќе од 2012 година. Меѓутоа, резултатите не покажуваат подобрување во последните 6 години. Со оглед на резултатите кои што сме ги добиле, главната поплака на пациентите е од немедицинските услови во здравствените установи. Па така би сакала да ве прашам дали се преземаат некои мерки за подобрување на овие услови од типот на приватизација на немедицинските услуги во здравствениот систем и дали и како и кои мерки се преземени до сега. Во врска со изјавата во медиумите дека градската болница, односно поранешната градска болница ќе се пресели на местото на сегашен мајчин дом во населба Аеродром, дали има направено детална анализа за пристапноста на теренот со оглед на тоа што се наоѓа во густо населено место. Знаеме дека претходниот министер преземаше некои мерки за решавање на овој проблем или за намалување на одливот на лекари и медицински персонал, меѓутоа тие се покажаа како неуспешни. Дали вие сега преземате други мерки, кои се тие и кои ја мери успешноста на овие мерки? Министра Јана Меловска-Петрова од Health Grouper. Првото прашање околу немедицинските услуги. Дел од немедицинските услуги веќе се аутсорсирани и прави анализа врз основа на капацитетот на државните институции во однос на кадар, спремност и тренираност, колку се спремни да дадат таа услуга и врз основа на тоа и врз основа на задоволството на пациентите дали таа услуга треба да се аутсорсира. Аутсорсирана е кујната, храна се носи во рамки на клиничкиот центар веќе подолго време, тоа од пред неколку месеци се случи во клиничката болница во Штип. Секако дека во континуитет го пратиме задоволството на Тоа е пациентите. оној аутсорсинг со маргаринче, мармалачи и парче леп? Направивме акција во која што со специјален експерт за исхрана го евалуиравме менито. Се уште не е стигнато во фаза на реализација. Тоа е да точно се одреди каков тип на храна доаѓа, посебно за пациентите на кои што исхраната им е многу битна. Тоа се пациентите кои што имаат диабет, тоа се децата и тоа се пациентите после оперативните интервенции. Второто прашање беше дали има анализа за пристапноста на теренот кај мајчин дом кој ќе прерасне во градска болница? Таму има детален урбанистички план кој што предвидува здравствена установа со капацитет од 20.000 метри квадратни. Сегашната градска болница има капацитет од 5.000 метри квадратни, исклучително е стара инфраструктурата, почната е една реконструкција, завршен е спрат, но не може да се биде сигурен дека реконструкцијата ќе даде добра здравствена установа. Чекате, сакате да кажете дека сите пари што беа фрлени за реконструкција на градската болница беа фрлени во празно? Не се фрлени заради тоа што едниот спрат во кој што е инвестирано е целосно реновиран и сега ќе работиме тој спрат да го способиме да се користи заради тоа што се уште не е ставен во функција. Но продолжување на инвестицијата во таа градска болница со оглед на локацијата, со оглед на тоа што е угушена, со оглед на тоа што нема соодветно сообраќајно решение, со оглед на тоа што има одлични доктори со одлична експертиза кои што работат таму, и има огромно барање за нивните услуги, тоа веќе не го задоволува тој капацитет. Така да сметаме дека е најсоодветно да се префрли во на друго место кое што ќе има поголем просторен капацитет и кое што ќе изградиме соодветна, како што реков на почетокот, модерна установа која што ќе има можност пациентите да добијат интегрирана здравствена услуга. Министри, иако се обидувате и како влада и вие лично и многу да штедите на здравствениот денар, сепак овој конкурс за избор на идеен проект за новата градска болница со оглед на сумата за награда за идејниот проект прозвучи малку смешно. Бидејќи за тие пари архитект не би ви проектирал семејна куќа, а не болница. Ние сме свесни дека е тоа релативно мала сума на пари, но членови на Сдруженијата на архитекти беа активно вклучени во работната група која што ја спремаше таа
документација за идејно решение. Средствата ни се навистина лимитирани, се надеваме дека ќе излезат архитектите во пресред, дека ќе вложат дел од својот ентузијазам, заради тоа што е тоа за едно општо добро, и дека ќе успееме да собереме барем неколку такви понуди, па да го избереме најдоброто решение. Од Хел Групер последното прашање, што ќе се направи да се спречи одливот на медицинскиот персонал? Тоа што го спомнав на почетокот, неколку работи. Има една анализа од Health Grouper, која што ние ја добивме пред некое време, ги анализира причините заради кои што докторите си одат од нашата земја. На прво место се платите и примањата, меѓутоа на второ место е можноста за едукација и напредок во својата струка. Затоа веќе преземавме чекори со зголемување на платите преку дежурствата, понатаму на платите од месец септември и дополнително зголемување од 1 јануари 2009 година, за да може докторите да се чувствуваат достоинствено на своите работни места. Освен тоа, работиме на подобрување на едукацијата. Преземавме неколку чекори. Прво, направивме договор со Универзитетската болница во Франкфурт. Веќе кардиохирургијата тргна како проект со кој што доктори од Франкфуртската универзитетска клиника ги едуцираат нашите доктори локално. Може да ви кажам дека реакциите од нашите доктори се одлични, заради тоа што работат под менторство на врвни експерти. И заради тоа што тие методи може веднаш да се аплицираат во нашата земја. Па веќе 20 пациенти со тој модел беа третирани во нашата земја, инаку ќе требаше да се пратат во странство. Не само што направивме заштита, туку нашите доктори се едуцираа и ја зголемија својата експертиза. Планираме тоа да го направиме во многу други сектори. Планираме да го направиме во областа на неонатологијата, зашто подпишуваме договор со Министерството за здравство во Бугарија и очекуваме експерти од болницата Мајчин дом, врвни неонатолози и гинеколози, да дојдат и да бидат присутни тука на лице место. Сметаме дека тоа е најдобриот начин за едукација, заради тоа што кога ќе пратите доктор во странство, прво му треба многу време да се адаптира. Понатаму не е лесно тоа што го научи во еден развиен систем, во кој што све функционира како сад, да го имплементира како нас, кај нас. Затоа сметаме дека едукација во локални услови ќе даде најдобри резултати за најкратко време. Разговараме со два универзитети од Европската унија за да промовираат програми на англиски јазик на нашиот медицински факултет. Би се запишале студенти, би студирале на англиски и нивните дипломи ќе бидат признаени во Европска унија. И ќе си заминат веднаш. И нема да ви помогне тоа зашто бевте многу критикувани, дека ќе го замолите вашиот германски колега да не им издава работни дозволи на македонските медицински сестри. Така мислите да ги спречите да не си одат? Само да ви одговорам, сметам дека нема да си одат. Заради тоа што сепак е убаво дома да се работи. Во странство се работи неверојатно многу и на многу поинаков начин. Треба да ги зголемиме платите и како што тргнавме, јас искрено верувам дека многу малку колеги ќе сака да си одат и да работат во европските земји. Посебно што ќе имаат можност соодветно да се едуцираат и да се надградуваат, така како што тоа го имаат колегите во европските земји. Во однос на медицинските сестри, тоа е една грешна интерпретација. Не сум го замолил германскиот колега да не ги прима медицинските сестри, туку да им даде можност за една дополнителна работа. На начин на кој што ќе развиеме модел во кој што медицинските сестри, а тоа го разговаравме и за време на посета на Чешката република у Министерството за здравство у Прага, кои што ќе научат или ќе знаат чешки или германски јазик, ќе може да ротираат и по неколку месеци во годината да работат таму. Ем ќе зголемат експертизата, ем ќе заработат и нема да сакаат дефинитивно да си одат од нашата земја. Така да сметам дека е тоа стимулативна мерка тие да останат тука, а не да си одат. Министре, ова е ваша проценка. Велите, направивме анализа. Без градот Скопје потребно е да се вработат 380 лекари. Во здравствениот систем во Република Македонија треба да се вработат вкупно околу 2300 луѓе, а најмногу лекари. Во Агенцијата за вработување има 1100 невработени медицински сестри и нешто помалку од 200 доктори. Ова се алармантни бројки на недостаток на кадар. Ако се поврзе сето тоа со големите проекти што ги најавувате за нов клинички центар, за едно модерно здравство, за еден функционален систем, за тоа треба кадар. Ова укажува на сериозен пропуст на планирање на кадрите,
впрочем, затоа ги имате и проблемите сега со специјализантите, со години наназад, кој што не може да се реши преку ноќ, а во меѓувреме тој така наречен екзодус на белите мантили продолжува. Чекорите кои што ги спомнав, веќе активно ги аплицираме и сметам дека младите колеги веќе ќе почнат да се замислуваат дали така лесно би ја напуштиле нашата земја, посебно со овие процеси кои што се отворија за интеграција во сите европски организации кај што одавна ни беше местото. Точно е дека треба да се вработат 380 доктори во внатрешноста и затоа ние направивме и еден друг пристап. Направивме една нова мапа на потребни доктори по регионални центри во нашата држава. Регионални центри ќе бидат болниците во Штип, Струмица, Битола, Охрид и Тетово. И во тие регионални центри ќе се даваат услуги врз основа на нивото на експертиза на докторите кои што ќе работат таму. Да бидеме малку поблиски до обичниот јазик. Што значи тоа сега регионален центар? Кој вид на лекари, на услуги, например, ќе ги има во тие регионални центри, а зашто ќе мора да се доаѓа до Скопје, бидејќи сакам тоа да го поврзам со уште еден друг проект кој што исто така беше многу критикуван во јавноста и таа регионализација на лабораториите. Но ајде прво за овие регионални центри. Што значи тоа еден регионален центар? Тоа значи, за да бидеме пластични, тоа значи дека болницата во Штип ќе се знае точно какви услуги ќе нуди, а врз основа на просторниот капацитет, врз основа на опремата во која што ќе инвестираме и врз основа на кадрите и нивниот степен на експертиза кој што ќе работат во таа Штипска болница. Се што го надминува можности на Штипската болница ќе биде пратено во Скопје. Концептот во модерните земји е да се клиничките центри во кои што нема голема фреквенција на пациенти, меѓутоа има многу висока комплексност на интервенциите кои што се извршуваат. Како се симнуваме надоле, се зголемува фреквенцијата на пациенти во тие јавни здравствени установи и паѓа комплексноста на патологијата со која што тие доктори се справуваат. И уште нешто што е многу битно, а е во врска со оваа регионализација, тоа е еден проект кој што го започнавме со UNDP, а се однесува на тренирање на медицинските сестри со специјален програм за парамедикс. Парамедикс е служба која што дава услуги во форма на брза помош, но и во форма на домашна посета, односно патронажа, во сите развиени земји, прво заради тоа што и таму има сериозен недостаток на доктори, а второ, заради тоа што тие ќе бидат доволно обучени и спремни да дадат таа услуга во домашни услови, во форма на патронажа и во форма на домашна посета, пред се за мајките со деца, понатаму за хроничните болести, кардиоваскуларни болести, диабет, понатаму за раните кои што може да се третираат во домашни услови, а со цел да се скрати болничкото лекување и некаква услуга за старите лица. На тој начин, со развој на парамедичната служба, ќе ја подобриме значајно домашната посета и патронажниот сервис, на тој начин ќе намалиме притисокот кон болниците, на пациентите, на кои што тие услуги може да им се дават во домашни услови. Сега мала дигресија, и тоа бара пари и инвестиции, пред се во основното за да се реализира тоа возило. Брзата помош во Скопје функционира со 5 возила, од кои што во моментот ниту едно нема клима уред, а едно кое што за среќа или несреќа лично сум го користел, поради разли околности, небитно за публиката, не му се затвара вратата, така што дури лекарот бдее над пациентот, сестрата ја држи вратата со скршена квака. Како што рековме, здравството се потребни инвестиции. Веќе распишавме постапка, имаме предвидено средства за 12 амбулантни возила и добивме ветување од Чешкото министерство за здравство дека ќе ни донираат уште 3 нивни возила, комплетно опремени за брза помош. Сметам дека со ова значајно ќе се подобри капацитетот. Планираме најмалку да го дуплираме капацитетот на амбулантни возила во Скопје, но другите возила да ги дистрибуираме по другите центри во Републиката. Не само тоа, правиме план како да инвестираме во еден национален кол центар. Кол центар кој што ќе ги обедини и патронажната служба што ја спомнав и
службата на брза помош. Што значи дека кога човек ќе се јави на еден број за брза помош, ќе добие соодветна брза помош така како што е структурирана сега. Ако ќе се јави на друг број, тогаш ќе биде евалуирана неговата потребна за домашна услуга која што ќе му биде пружена од страна на проценка од оператор. Тоа е искуство кое што е веќе имплементирано во Холандија и во Англија и кое што дало одлични резултати. Се намалил притисокот кон болниците и значајно се зголемило задоволството на граѓаните заради услугата која што им била пружена од домашни услуги. Ова е блиско идно време или далечно идне? Еве, започна инвестицијата во возилата за брза помош. Ние правиме физибилити студија што тоа би значило да го дадеме и за приватно јавно партнерство. Се знадевам дека за некои месеци таа физибилити студија ќе биде готова, па ќе ставиме на кантар во која насока треба да одиме, односно што ќе процениме дека ќе даде најдобри и најбрзи резултати. Поврзано со ова околу одливот на младите кадри се и прашањата за специјализантите и ги има навистина многу, со тоа што сега навистина од сите прашања се наметнува прашањето што се случува. Значи, огромен број прашања од специјализанти кои што се потпишуваат и со име и со презиме на прашањата, од која клиника доаѓаат, дел ги добиле парите кои што им ги ветивте, дел не ги добиле парите кои што сте им ги ветиле. Се жалат дека веќе четврти месец доцни сето тоа, дека се заглавени во лавиринтите. Што се случува со ова ветување? Доколку има некој функционален проблем, а за тоа разбравме дека има изминативе неколку недели, ние тоа сега во моментот го проверуваме и во најскоро време тоа прашање ќе се разреши. Кога минатата година го одредувавме буџетот за да се покријат платите на приватните специјализанти, имаше само една одредена сума на пари која што се посвети на вкупната бројка на специјализанти. За да после со евалуацијата испадне дека дел од нив се целосно невработени, дел се пријавени само за да им тече осигурување и трета група на специјализанти кои што се вработени во приватни болници кои што на никој начин не може да им се исплати на доместок заради тоа што тие веќе примаат плата. И тука се створи една конфузија заради тоа што фондот за здравство не можеше два пати да плати еден специјализант, инаку парите се веќе префрлени во буџетите на клиниките каде што тие специјализанти специјализираат, се одреди и дополнителна сума на пари за специјализантите кои што лани не беа земени у предвид заради тоа што се запишаа на специјализација. Може веќе ви помогне. Биохемија, радиологија, УГД, УКИ. 4 месеци заглавени во административни лавиринти. Друга клиника, Дарко Стефановски, не е напишана, специјализација започната пред 2018 година, заглавени во административен круг, нема никакви информации кој е начинот да стигнеме до ветените пари. Ги има повеќе прашања, сите се во слична конотација. Да, како што реков, парите се одредени и тука се. Зашто не е направена исплата, ќе провериме поединечно како што веќе почнавме изминатава недела дена. Постои една група на специјализанти кои што навистина не може да се плата заради тоа што веќе земаат пари од друго место и тоа е пречка која што фондот не може да ја надмине според нивните критериуми за исплата. Но сите кои што не биле исплатени до сега ќе си ги добијат сите пари, вклучително и овие заостанати кои што очигледно на некои од колегите им каснат заради тие правни пречки. Прашање од Алекс Лазаров, какво решение ќе понудите за лихварските договори исклучени меѓу јавните здравствени установи и специјализантите од генерацијата 2013? Не е нормално државата да бара десеткратен износ од износот кој го дала за специјализација на лекари да го врзува да враќа дупло години отколку што е специјализацијата. Имате ли решение? Апсолутно се сложувам. Веќе ги направивме измените во законот, која што тој концепт е целосно сменет. Работиме на тоа да видиме како може да се сменат договорите кои што овие колеги веќе ги потпишале, но ние така сигурно нема да продолжиме, заради тоа што тоа е едно несоодветно и навистина лошо решение. Зоран Рајовски, кога ќе им се даде решение на вработени што работат по 2,5 или повеќе години со договор на дело и кога еднаш ќе го зголемите персоналот со доволен медицински кадар, а не да се растрчува на сите страни и да се поземуваат лекари од една клиника да недостасуваат на друга? Планот за вработување е готов. Знаеме точно какав број на
персонал им фалат на сите јавни здравствени установи, огромен број на доктори и сестри веќе се вработија, Кумановската болница 50, сега 70 во Битолската болница вкупно на неопределено време. Во изминатите 6 месеци се вработени над 200 луѓе, најмногу доктори и сестри, а на договор на дело околу 1000. Тоа е огромна бројка, ние ќе продолжиме понатаму. И едно прашање во обратен, во истиот контекст, до кога ќе се злоупотребува договорот на дело во здравството, бидејќи чекам повеќе од 4 години. Со оглед на тоа што има огромен дефицит, со оглед на тоа што тие луѓе биле веќе во институциите и со оглед на тоа што веќе стекнале експертиза и искуство, тие луѓе ќе се останат на работните места. Тоа што сега го правиме е евалуација на бројот на потребни вработувања за кои што самите институции немаат средства, за кои што ние ќе направиме пренамена од друго место, а после Министерството на финансии таа празнина ќе ја пополни. Имаме максимална поддршка од премиерот за ова и ние веќе почнавме да го работиме во изминативе неколку дена. Многу критики, многу контроверзни реакции и различни реакции од вашите колеги околу концептот на регионализација на лабораториите. Што е идејата? Идејата е да се подобри сервисот и да се направи заштита. Како? И тоа пак бара пари, бидејќи транспортирање на крв од Гевгелија, ако регионалниот центар во Велес, хипотетички, бара одредени строги услови на транспорт. За да се задоволат тие строги услови на транспорт, треба, вие ќе објасните се што. Мојот сомнеш како пациент од Гевгелија или од Валандово би бил што се случува со крвта дори стигне во Велес и колку релевантен резултат ќе го има. Зошто тоа да не можам да го добијам во мојот град? Има анализи и крв за тие анализи кои што може да се транспортира и за тоа има соодветни гайдлайнси и критериуми кои што планираме да ги аплицираме. Има реакции од стручната јавност, од Сдруженијето на биохемичари, од Сдруженијето на лаборанти и ние тие забелешки сериозно ги евалуираме. У тек на најкасно следната недела ќе излеземе со одговор, но после заедничка дискусија со биохемичарите, лаборантите кои се експерти во таа област. Што беше целта на идејата? Да се постигне еден функционален систем, не дисфункционален, да се намали трошокот заради тоа што испитувањата немаше да се повторуваат. Ова е многу чувствително прашање за граѓаните. За кои всушност анализи станува збор? Станува збор за некои покомплексни анализи кои што чинат повеќе пари или еве да кажеме за обична биохемиска анализа за обична крвна слика? Која тогаш потребата таа да не се направи во Валандово, во Кривопаланка, да се прави во Струмица или во Велес или зависно како ќе бидат тие регионални? Целта беше да ако нема доволен број на анализи кои што се прават во тек на денот, таа крв се транспортира во најблискиот центар и на тој начин на едно место се прават сите анализи. Но нема да направиме чекор кој што ќе го поремети системот. Доколку и понатаму има укажувања од страна на стручната јавност, сериозно ќе ги разгледаме и веќе следната недела ќе излеземе со став. Но што се итните случаи? За сите итни случаи е предвидено да има соодветен апарат во таа институција, кој што ќе ги направи сите анализи кои што треба да чекайте, ако има соодветен апарат, треба да има соодветен кадар. Ако има соодветен апарат и соодветен кадар, треба да има и соодветни реагенси и каде е тогаш рационалноста и рационализацијата? Станува збор за скапи реагенси кои што навистина нема смисла да се прават во мали установи. Заради тоа што тие се собираат на едно место и така се прават. Тоа се реагенси кои што се скапи, испитувања кои што се скапи, комплексни и у кои што нема итност. Сите итни потреби за пациентите би требало да бидат задоволени. Ке има апарати во сите болници и ке има соодветен број на анализи за итните анализи. Следната исто така контроверзна тема е со трансплантацијата, а ги имаме прашања и за ова. Павлинка Балиска, Сдружение Нефрон со 3 прашања на оваа тема. Веќе неколку месеци е во тек постапката за избор и назначување на национален координатор за трансплантација. Докаде е постапката за негов избор?
и докаде е постапката за назначување на болничките координатори и други тела, кога можеме да очекуваме да отпочне да се рестартира процесот на кадаверична трансплантација на бубрези, дали во програмата и приоритетите на Министерството за здравство, национална кампања за трансплантација и дарување на органи е ставена за следниот период и кога да очекуваме имплементација на таква кампања. Кога ќе започне да функционира Комисијата за воведување на лекови на позитивната листа на лекови и дали можат пациентите на диализа и трансплантирани пациенти да очекуваат нови генерици, нови лекови на таа листа и кога и дали ќе бидат подпишани новите, а изработени упатства за диализа, кога ќе почнат да се применуваат од страна на Министерството за здравство. Министре, три прашања да почнеме од првото. Април, мислам, 12 беше конкурсот за национален координатор, некаде 4 мај беше рокот, не грешам, да. Добро сум запал. 4 мај беше рокот за крајниот рок за пријавување. Денеска сме 2 јули. Што се чека? Чекавме два настани. Прво беше средбата со словеничкиот координатор за трансплантација. И второ што чекавме пред неколку недели, точно пред неколку дена, минатата недела, состанокот на Европската комисија, конкретно за трансплантација, во која што разговаравме за начин на кој што ние може да го напредиме нашиот систем. Веќе е предложен национален координатор и Значи избран е на конкурс? Треба да се предложи на владата, и владата да го потврди. И идентификувани се лица кои што веќе имаат соодветно некој ниво на експертиза и знаење како болнички координатори. На состанокот на Европската комисија, главните препораки до нашата земја се две работи. Прво, едукација на болничките координатори, тие имаат повеќе нивоа на едукација, од основно до најнапредно, и тоа се луѓето кои што работат докторите кои што работат во одделите за интензивна нега и кои што се експерти во одредување на мозочната смрт. Од тука тргнува целата работа и целата постапка. И вториот совет до нашата земја е сериозно работење и на една кампања за подигање на свеста за кадаверична трансплантација. Во моментот законот предвидува да после смртта може да се земат органите, но за тоа треба согласност од семејството. Сметаме дека треба да потегнеме таа кампања, ќе добиеме поддршка од Европската комисија во рамките на нивните можности и сметам дека веќе на есен ќе имаме една шанса за нов почеток во однос на полето на трансплантација. Да се вратам на позитивна листа на лекови за диализа? Не само за диализа, промената на Законот за здравствено осигурување е спремна и таа е во процедура, чекаме согласности од соодветните институции. Во тој Закон за здравствено осигурување сменeten начинот во кој што ќе се евалуира позитивната листа. До сега требаше соберат 14 комисии според соодветни АТЦ кодови на лекови, секоја од тие комисии имаше по 17 членови. Комплетно нефункционален систем, што впрочем се покаже и во пракса. Позитивната листа не е проширена повеќе од 10 години. Значи во новиот закон предвидуваме тоа да биде една комисија која што ќе има представници на Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за лекови и експерти од одредени области, кои што ќе добиваат барања од клиниките кај што се трошат лекови скапи, кои што се уште не се на листата, и по соодветна методологија ќе ги евалуираат и ќе препорачаат до Министерството и Фондот за здравство кои лекови од таа листа треба во моментот да се тргнат, а кои нови лекови треба да се стават на таа листа и тие да бидат достапни за нашите пациенти. Што е со праксата да се трча на први, односно меѓу први 15 за да се набават сите лекови и да се стават на соодветна температура во фрижидер, затоа што после 15 ги нема во аптеките? Моделот сменетиот модел на наплата на аптеките е веќе готов, треба да се состане управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување, потребен уште еден или два на координативни состаноци. Во суштина станува збор за промена на системот на наплата кон аптеките за лековите кои што се дел од квотата. До сега беше по рецепт, а сега се одредува 1%, со кој што повеќе аптеките нема да бидат стимулирани да даваат само поевтини лекови со цел да
наплатат поголема сума на пари од пациентите. Министре, во врска со трансплантацијата, исто така мораме да допреме и до идејата за јавно-приватно партнерство. Што им замеривте на вашите колеги, бидејќи имаше еден период во кој што се почна трансплантацијата, добро се одвиваше, но наеднаш целиот процес се стопираше уште во времето на поранешниот министар Тодоров и тој процес никогаш не продолжи. Зошто сега јавно-приватно партнерство и сомнежите кои што се врзуваат тука дека со тоа како министер создавате услови за жолтата куќа со сите асоциации што таа ги има за трговија со органи и така натаму? Напротив, ништо не им се забележува на колегите кои што работат трансплантација. Тие ќе бидат вклучени во сите процеси на трансплантација. Ма како ќе натерате една приватна установа да ги земе нив за партнери? Еве кога се градеше еден тим, колку што знам, мултидисциплинарен од сите потребни кадри. Еве зашто станува збор. Станува збор за пациентите кои што сега се упатуваат во странство. За тие пациенти се плаќа огромна сума на пари и никако нашите лекари не учествуваат во процесот на лекување. И што рековме? Ке развиеме модел во кој што ќе предложиме да после добивањето на конзилиарното мислење од страна на оделението, клиниката, за кое што вика дека од X причини тука се во оваа држава исцрпени можностите за лекување. Доколку е тоа инфраструктура која што недостасува. Прва станица ќе бидат нашите приватни болници, кои што да не забораваме се JCI акредитирани болници, што е сериозен процес. Да се добие JCI акредитација, тоа значи дека болницата е на многу висок стандард. Понатаму, таа приватна болница ќе има склучено договор со клиниката, која што го упатува на лекување пациентот во странство. И наместо пациентот да оди во странство, без никој, со семејството, ќе биде во нашата приватна болница, а во процесот на лекување ќе биде вклучен нашиот тим на државни доктори кои што работи во клиниката. Што е со тој тим кој што вршеше трансплантација во рамките на клиниката? Тоа ќе постои или нема да постои? И ако не постои, зошто нема да постои? Тој апсолутно и сега постои. И врши трансплантации од живи донори. Тоа што треба повторно да го почнеме е кадаверичната трансплантација со овие препораки кои што ги добиваме и од словенечката друштво Словенија Трансплант, со кој што ќе склучиме договор за едукација и на тој начин ќе имаме на некој начин придружно членство до Евротрансплант. Луѓето се тука, тие се луѓето, тоа се експертите во областа. А тие се носители на работата. Целта е да им се даде можност за дополнителна работа, доколку некој пациент треба да се лекува во странство, да се лекува во наша болница, да остане кај нас, да се намали трошокот и да расте експертизата на нашите доктори. Зошто тогаш толкувањата на целиот концепт беа дека идејата е дека е ова уште еден потек во корист на на приватното, а на штета на јавното здравство? Напротив, јас би рекол дека од тој концепт сите добиваат и тоа не е за сите пациенти. Тоа е само за пациентите за кои што самите доктори ќе кажат дека заради X причини не може да се третираат во нашите болници. Па тие истите ќе работат во нашите приватни болници. И да повторам, тие работат, ако треба експертиза од странство ќе донесеме, ќе останат пациентите дома, трошокот значено се намалува. Значи не гледам апсолутно никаква пречка. Тоа всушност ќе биде опција. Доколку кажат дека треба да се искористи, ќе се искористи, доколку не, пациентите ќе се лекуваат кај нас или ќе бидат испратени во странство како и до сега. Одиме со прашањата на Весна Алексовска, Сдружение Предизвици за болните со ретки болести, а потоа и со серијата прашања кои што и натаму пристигнуваат, но реков дека ќе одговориме на дел колку што ќе бидеме можност до крајот на емисијата. Едно од прашањата кои ги мачи повеќето пациентски организации се секако иновативните лекови, односно дали и како ќе се направи план нови лекови да влегуваат во Македонија, како ќе се обезбедат финансиски средства за истото и како тоа ќе се направи да биде долгорочно. Сакале да знаеме колку време ќе биде потребно, кога ќе се започне со тоа, како ќе се сменат комисиите во Фондот за здравствено осигурување и како ќе се направи полесно да се ставаат лекови
лекови на позитивната листа, но и да се извадат лекови од неа кои ја оптеретуваат, а не се товар за граѓаните. Со оглед на тоа дека Министерот за здравство најави дека пациентските организации ќе бидат вклучени како наблюдувачи во тендерските постапки, во припремата на тендерите, во комисиите кои се за одредени здравствени, за болести и здравствени проблеми, би сакале сето тоа да биде законски направено. Дали е тоа можно да се направи во текот на оваа година, односно законски да се додаде дека треба да биде присутен наблюдувач, член од пациентска организација или представник на пациенти. Повелите, министре, со кратки одговори, бидејќи имаме реклами и уште најмалку 20 прашања, дел одговоривте од прашањата. Во однос на ретките болести, лекови, веќе оваа година со оваа постапка ние внесуваме 3 нови лека за 3 нови дијагнози. Пациентите до сега нема можност да се лекуваат во нашата земја. За кратко време лековите ќе стигнат и за следната година тие се обезбедени. Го обезбедуваме и лекот Спинраза за децата со спинална мускулна дистрофија, кој што е нов и многу скап лек, но излеговме у пресер на барањата затоа што ја разбираме вистинската потреба да тие деца го добијат овој лек. Во однос на позитивната листа, се што спомнав, начинот на ставање се однесува и на лековите за ретките болести, а по однос на барањето да бидат внесени во законска рамка, за да не биде ова само ветување или да остане на нашата добра волја, да бидат вклучени во тендерските постапки и никогаш понатаму да не важи тоа што сега го направивме, и ги минуваме решенијата за веќе формираните комисии, во кои што и официјално ги ставаме здруженијата за ретки болести или за сите други групи кои што се заинтересирани и се на некој начин крајни корисници, пациенти, на кои што се однесуваат политиките кои што ги спроведуваме, да бидат дел од нивните состаноци. Одиме на пауза за реклами, а потоа ќе ве тестираме на брзина на одговори, бидејќи ќе ни останат уште 15 на минути, а имаме повеќе од 20 прашања од гледачи. Се враќаме назад. Венко Филипче, министер за здравство, е мој вечерашен гостин. Само уште 10 на 13 минути, а навистина многу прашања кои што се изминувам и натаму пристигнуваат. Неколку од матичните лекари. Се уште горлив проблем, ветивте, но остана само на збор. Зошто пациентите да може да не може да избираат здравствена установа, а туку само избран лекар? Не е точно дека е празно ветување, ние веќе го направивме предлогот. Го издискутиравме во неколку наврати со Сдруженијето на матични лекари и чекаме да стигне нивниот дефинитивен одговор. Не може да го смениме концептот, затоа што концептот е пациентот да избере лекар. Не може пациентот да бира ординација. Тоа што го направивме е да им дозволиме период од месец дена доколку докторот си отиде од X причини, да може да најдат друг доктор во ординациите и тој да ги превземе пациентите кој што ги имал претходно негов колега, освен ако тие не сакаат и нормално имаат право да изберат друг доктор. За вчера беше закажан состанокот, за жал заради други обврски го одложивме и во тек на оваа недела до крајот ќе имаме уште една средба со раководството на Сдруженијето на матични лекари да го дефинираме ова решение. Да бидеме кратки, да одговориме на што повеќе прашања. Зошто плаќањето по учинок останува и понатаму? Тоа не се применува, затоа што мислиме дека не е соодветно да се земе од едно место, да се казни за да се награди друг. Во моментов е предлог промена на Законот за здравствена заштита, во кој што предлагаме сосем нов модел. Што е со капитацијата во стоматологијата, бидејќи речи се и да нема стоматолошка ординација во која што може да се добие услуга на сметка на фондот? Голиво прашање, со оглед на огромниот број на стоматолози кои што сака да влезат во мрежата. Мрежата не е отворена многу години. Финансиските средства се тие ограничени и заедно со комората и Сдружение на стоматолозите работиме на изнаоѓање на решение. Постојат неколку предлози кои што се прифатливи за нив, така да ќе го најдеме најдоброто решение. Најголем проблем во моментот недостатокот на гинеколози на примарно ниво. Како ќе се реши? Дали е прифатлив принципот на кофинансирана специализација? Проблемот со гинеколози го решаваме со приеми, таму каде што треба најмногу. За жал, гинеколозите матични се
огромен број со просечна возраст над 55 години. Правиме еден предлог проект модел кој што ќе се смени и моделот на капитација, тоа ќе биде доколку е нормално прифатлив за колегите, моделот кој што ќе бидат платени според тоа што треба да го дадат како услуга на бремената жена. Ќе повторам дека сме отворени за соработка, дека ниедно решение нема да биде наметнато, дека сите решенија кои што ќе ги донесеме ќе бидат донесени заедно со Сдруженијата на пациенти, доктори или било кои други граѓански организации. Болницата во Битола, конкретно детското одделение, функционира со 2 педиатри, доаѓаат на помош педиатри од Прилеп за дежурство за 100 евра дневница, ова не го разбирам, но вели денеска е објавен оглас за вработување во клиничката болница во Битола, а нема предвидено педиатри. Зошто? Ќе се примат општи лекари и ќе се пратат на специализација. Таму каде што навистина нема и таму каде што навистина треба да се обезбедат педиатри додека младите колеги се пратени на специализација, ќе се примени моделот кој што го спомнавте, а тоа е да дежурат и да вршат дејноста колеги од други здравствени институции. Зошто не се прекине со монополот на Фондот за здравство? Знаеме дека секаде каде има конкуренција, има и подобрување на квалитетот на услугите, а цените се намалуваат. Впрочем, че кориме кон ЕУ, тие се против сите монополи, а монополот на Фондот за здравство се толерира во Македонија. Зошто? Ова е комплексно прашање и не може да биде одговор. у групата на овој прашања кои што може да добијат брз одговор. Фондот за здравство така функционира со години, буџетите се одредени врз основа на историските податоци, правдањето на средствата врз основа на DRG системот. Фондот не е вистински купувач на услуги. И тоа е една од најкрупните реформски работи кои што ние треба да ја направиме, да го трансформираме фондот во некој кој што ќе купи здравствена услуга. За тоа треба прво да се зголеми буџетот на фондот, за да се зголеми квалитетот на здравствена услуга, за начинот на кој што тоа ќе се направи е работа на дискусија, дали преку даноци, директни, индиректни, има многу тука модели, така да тоа е една многу широка и посебна тема и тоа е една круцијално прашање и ако навистина сакаме да го реформираме здравствениот систем, ние ќе идеме во таа насока. До кога за лекувањето во странство ќе биде темелено само на надеж во донации од мобилните оператори и свесните граѓани? Тоа воопшто не е точно. Има апсолутно регулирана постапка во која што пациентите се упатуваат во странство. Многу често сме сведоци на барање на донација на пациентите кои што навистина услугите може да се вршат во нашата земја. Што ќе се преземе за да секој град, макар и мал како Крушево, Ландово, Берово, Делчево или слични, има барем по еден гинеколог, педијатар или слично, за да не мора да патуваат во други градови? Доколку не може да најдеме педијатри или специјалисти од соодветни области кои што би биле доктори кои што ќе работат во здравствени установи во овие места, тогаш во тие делови на земјата ќе го промовираме патронажниот сервис, односно сервисот во домашни услови. Најавивте максимална плата за специјалистите, но дали ќе се воспостави минимална плата за доктори, стартна, за да нема огласи како што ги читаме, за вработување со плата од 12.000 денари? Тоа е нешто кое што како модел го разработуваме преку Законот за докторска дејност. Ни треба експертско мислење од Министерството за финансии и работиме на тој дел. Дали знаете дека има вработени во болниците со плата од 10.800 денари, а тоа е непочитување на Законот за минимална плата? Доколку има конкретни забелешки, сите ги повикувам да ги пријават тие неправилности. Ние сме цврсто на ставот дека платите на здравствените работници треба да бидат зголемени во рамките на можностите на буџетот, во рамките на она што го дискутиравме претходно, за да сите здравствени работници бидат соодветно платени за стручната работа која што пожртвувано ја даваат со нашите пациенти. Кога ќе се среди тоа што се нарекува клинички центар Тетово, а е срамота да се нарекува клинички центар?
Јас бев во посета на клиничкиот центар Тетово. Таму постојат одредени тековни проблеми во секојдневното функционирање кои што се менаџираат со некои решенија. Има еден нов дел кој што е изграден, целосно инфраструктурно спремен и треба да се опреми со цел да еден одреден дел од старата Тетовска болница се премести, но и да се имплементираат нови методи. Така да во најскоро време ја почнуваме постапката за набавка на опрема во Тетовската болница. Со тоа, во комплетно нови простории ќе бидат дадени здравствени услуги. Хирург Весна Милошевска, како ќе го решите прашањето со ургентен центар во кој на тријажа работат специјалисти хирурзи 5 мина, а во меѓувреме се планира на хируршки клиники да се вработат лекари без специјализација и искуство во соодветната специјалност? Не може да најдеме искусни специјалисти и да ги вработиме. Затоа сме ние едукативна установа. И во сите клиники се вработуваат млади лекари, кои што понатаму, под водство на искусни на хирурзи и доктори, го надградуваат своето знаење. Хируршкиот ургентен центар со години функционира со специјализанти и специјалисти кои што ја покриваат нивната работа и тоа се покажа дека е добар систем. Потребна е една одредена инвестиција во колички, опрема, материјали и тоа ние веќе го правиме, како постапка е веќе започната, што се однесува до докторите, тие ќе се едуцираат согласно на програмата за едукација на нашиот медицински факултет. Лекари од брза помош реагираат на тоа што претходно го кажавте, велат освен возила недостасува и кадар. Просечен број на работни часови во јуни 186. Постои потреба од вработување на 100 лица во здравствениот дом во Скопје, за кој што во моментот таа институција нема финансиски средства. Да, и таму има го уште едно... аплицираме Добро, довршете се. До овој моделот кој што го спомнав претходно, ќе бидат обезбедени дополнителна сума на пари од друго место од буџетот за да бидат примени 100 лица кои што ќе работат во Уште едно прашање од нив. Плата на специјалист во домот е 33.000 денари. Прочитавме огласи дека повеќе плата добива курир во МЕПСО. Како што реков, ќе работиме на зголемување на платите на сите здравствени работници. Ова тура на зголемување беше преку дежурствата. Во септември ќе има зголемување на основната плата и ќе се бориме тоа да се аплицира за сите доктори кои што работат во сите јавни здравствени установи од 1 јануари 2019. Министре, јас се лишив од многу мои прашања, бидејќи ова е пред се интервју за граѓаните. Меѓутоа, од сето она што го кажавте, по само 6 месеци, некако ми звучи преоптимистички или како што рековте на почетокот, радикално и револуционерно дека толкави големи промени може да се случат во следните 6 месеци, значи за една година од мандат. За 6 месеци се случија работи кои што значено ја сменија ситуацијата во неколку сфери. Се укина паралелниот увоз на лекови, се зголемија платите на специјалистите преку дежурствата, се платија специјализантите, се донесе одлука да се смени локацијата на клиничкиот центар. Да, имаше неисправни лекови за кои што никогаш не рековте кои се, а може би страдали од нив пациенти. Тоа е работа на Агенцијата за лекови, кај нас стигнуваат неправилности кои што ги пријавуваат доктори, сите анализи се направа таму. Како креатори на политика сметавме дека ние тој закон треба да го смениме и дека во нашата земја треба влегуваат само сертифицирани лекови, исто како што влегуваат во сите развиени европски земји. Да сме сигурни во лековите кои што влегуваат во нашата земја. Министре, дори да дојде таа убава слика, па еве со сиот оптимизам била и за 6 месеци, во меѓувреме имаме хигиенски пред се и сообраќаен хаос на актуелниот клинички центар. Како против тоа? Еве на кратко. Веќе во тек на оваа недела подпишуваме договор со јавното комунално предпријатие градот Скопје да целосно ја преземат, да го преземат одржувањето на хигиената во кругот на клиничкиот центар и оној хаос кој што беше со ѓубрето веќе никогаш да не се повтори, а во тек на следните 2 недели излегува огласот за градење на катната гаража на место кај што беше предвидено градењето на новата зграда. Траеше толку време заради тоа што се прекинуваа постапките активни за почеток на
на градењето, па промена на планот и така натаму. Треба на тоа место да има катна монтажна гаража, монтажна за да биде што побрзо направена, кој што ќе треба да има капацитет од околу. Трупате дупката, па ќе градите одново. Ќе ставиме столбови и ќе градиме монтажна катна гаража. За крај две прашања ка интересни и секогаш контроверзни, кои заслужуваат и посебна емисија, но бидејќи ги има неколку прашања за нив, еве го првото. Предпоследно. Дали постојат идеи за соработка со земји кои веќе имаат позитивно искуство со канабис за медицински и рекреативни цели, пример Ирска, Португалија, или дали има било каков тим во Министерството кој работи на тоа во заедно со Министерството за правда и МВР? За канабис за рекреативни цели до сега не сме имале никаква активност, но апсолутно се сложувам дека може да покренеме дебата, да разговараме. Отворени сме за секаква форма на дискусија и дебатирање и да видиме кои се барањата на заинтересираните граѓани, групи и така натаму. Тоа што во моментот функционира во Министерството е на работна група која што ги евалуира просторот, условите и кадрот за издавање на лиценци за огледување на канабис за медицински цели. Од стручен аспект може да кажам дека се одобрени само неколку делови од канабисот, канабиноидите, дозволени од FDA, Америчката организација за лекови, да се користат во медикаментозни цели. За да се имплементира понатаму и за да тоа биде лек, треба огромни клинички студии. Во моментов има големи клинички студии на глувци и на животни, за жал се уште нема на пациенти. Има некои резултати на животните, меѓутоа тоа не е доволно, ги пратиме трендовите и ќе повторам, отворени сме за секава форма на дискусија. И за крај, што ве пишмани да ги пуштите во процедура најавените измени на контроверзниот закон за абортус? Не сме пишманите, само ги чекаме мислењата од граѓанските организации кои што беа директно заинтересирани и беа дел од работната група. Мислењата од тие граѓански организации ги добивме денеска. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе ги евалуираме и ќе имаме уште еден заеднички состанок и ќе опуштиме законната процедура. Веројатно имате став, а вашиот став е? Да биде волјата на жената на прво место. Министре, ќе има малку дополнителна работа вашиот кабинет, бидејќи остануваат уште 20 на прашања неодговорени, но очигледно неисцрпна тема со многу специфични прашања кои што бараат веројатно и по-конкретна проверка ни соодветните институции. Ќе ги добиете во текот на утрешниот ден, а потоа ќе ги објавиме на нашата интернет страница. Ви благодарам вечерва што бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на Топ тема на ваша страна. Довидување, следните информации во 9:30 во вестите на Тело.